Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме едноставен француски багет. Тазе француски леб од рерна, намачкан со путер и сладок джем. Зошто не би го искусиле вкусот на Франција во сопствената кујна, така што ќе го направите овој едноставен и лесен рецепт за француски багет? Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама бело брашно за леб, 7 грама активен квасец, 7 грама сол и 340 мл вода. Го сервирате со путер и джем. Измешајте ги сувите состојки заедно во длабок сад. Потоа сипете ја водата, измешајте и ставете го тестото на маса. Продолжете да додавате брашно додека да ја добиете потребната густина и тестото да не ви се лепи за рацете. А потоа убаво измесете го на работната површина најмалку 5 минути. Ставете го тестото во сад со брашно, покрите го и оставете го на топло место да стасува 1 час. Размесете го тестото и подалете го на 4 парчиња. Развијте ги во долги тенки багети. Покрите ги со крпа и оставете ги да одстојат уште 10 до 15 минути. Ставете ги багетите во делимано тавата за печење. Земете ножици и пресечете по должината на багетите, туркајќи ги парчињата лево и десно за да добиете убава шара. Ова ќе го направи откинувањето парчиња полесно кога лебот ќе биде готов. Ставете ја тавата во рерна, загреана на температура од 200 степени, 20 до 25 минути или додека да бидете сигурни дека лебот е испечен однатре и крцкав однадвор. Можете и да го премачкате со маслиново масло или путер за да добие златна боја додека се пече. Извадете го лебот од рерна и оставете го да се излади, но сервирајте го топол за да можете да уживате во него со стопен путер и богат сладок овошен джем. Овде користиме джем од малини со многу семки. Овој вид француски леб сигурно можете да го најдете во секоја француска пекара. Направете го дома и исполнете го домот со арома на свежо печен леб. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!